Добро вечер, вие слушате Радио Каон 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со 446 издание, кое што е осмо поред во серијалот на емисии именувани како Макабре Филмфест, односно епизоди посветени на прегледот и анализата, односно рецензирањето на актуелни филмски остварувања од најразлична жанровска провиниенција, кои што сметам дека треба да им се обрне внимание, односно кои што ми се изгледани во последните неколку недели. Со тоа што во оваа емисија не стигматизираме, така што и покриваме сите филмски жанрови и го вадиме квалитетот на површина од тоа што сметам дека е интересно да се погледне и да се прокоментира. Именно денес на репертуарот имаме 6 филмски остварувања, 5 нови и едно традиционално последниот филм за кој што ви говорам. Во емисијата ќе биде навраќање на некое си култно остварување од минатото, на кое што не смее да биде заборавено. И поради лимитирањето на носењето на гости во рамките на Канал 103, пред се правилата и прописите кои секојдневно се почитуваат и се менуваат за справување со ковид кризата, одлучив да отстапам неколку епизоди од Дансе Макабре, во кои што нема да биде потребно да се изложувам или да изложувам гости на овие полнотни разговори, но во иднина ќе се обидам да ги вклучам во, како што претходно беше тој случај со Дансе Макабре, заради тоа што од друга страна ќе биде тоа малку имперсонално, сепак разговарањето за нивните дела потребно е да се обави, затоа што тие се во оптек и сметам дека пред се е потребно и да се дебатира за нив, затоа што животот не запира, без разлика нели на пандемијата, очигледно дека сите треба да си ја работиме работата која што ни следува, а во изминатите недели одев на проекциите на отворено на филмските фестивали кои што се одбива, а изминатите неколку денови и продолжив да одам на затворените проекции, така што филмскиот живот и тоа како не е згаснат во нашата држава, меѓутоа додека не се стави на нозе, ќе постои, не верувам дека ќе има по-безбеден начин за гледање на филмови, освен гледањето на филмските остварувања во собствените домови. Па тука Макабре Филмфест, односно ревијата на филмови, доаѓа во игра, односно во текот на незиниот 8ми дел, ќе ви говорам за 6 филмски остварувања, 2 значајни актуелни хорор остварувања, односно хорор филмови, кои што го красат месецот на хорор филмовите, октомври, кој ќе биде кронисан со Хелоуин, односно станува збор за филмови кои влегуваат пред се во игра на 50-те најдобри хорор филмови на годината, од кои најдобрите 10 ги бирам во последната емисија на Дансе Макабре, традиционално на годината, каде се бира најдобриот хорор филм на годината, односно најдоброто жанровско дело. Потоа во текот на емисијата ќе ви говорам за една мелодрама и една комедија, и како и за еден уникатен музички документарен филм, за кој што во последниот сегмент ќе ви говорам, како и за едно навраќање на едно значајно и пред се култно дело, кое треба да го погледнат сите љубители, според мене, на филмската уметност. Односно станува збор за филмовите No Escape, Scare Me, Proxima, The Binge, Max Richter Sleep и The Sweet Hereafter. На почетокот на емисијата слушнавме 2 композиции, односно слушнавме пред се композициите на Дейли Томпсон, односно композицијата Сет Френк и Хеф Томпсон, теми кои што се најдоа, односно песни кои што се најдоа на Оумуамуа, односно новото нивно албумско остварување. Станува збор за една комбинаторика помеѓу гаражен, гранџи, еден инди рок со фаз пред се дезерт и стонер влијанија. Претходните изданија се именувани како Трсти и Boring Nation, по кој што се препознаени Дейли Томпсон, како и нивниот прв албум од 2014 година. Имаат, како што можете да забележите од композициите, и клавиатура, која што му дава еден специфичен звук пред се на овој амалгам кој што го носат со себе, значи од една страна имаат и милозвучноста на дезерт рок влијанијата, а па од друга страна имаат и бунтовноста на тој гаражен гранџи призвук.
издаден е албумот за Noise Solution, а станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Дортмунд од Германија. Во продолжение од овој албум ќе имаме време да слушнеме само за уште една композиција, односно тоа е одличната и една од подолгите теми On My Mind, кај што ќе може да се забележи пред се убавината на комбинаториката која што ја воспоставуваат инструментите со кои владеат членовите на бендот Daily Thompson, односно композиција која што се наоѓа на нивниот нов албум Оумуамуа. Дансе Макабре е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и целта на емисијата е да се доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 446 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. No Escape е режисерско остварување на Уил Уерник, односно станува збор за неговиот трет долгометражен филм по филмовите Alone и Escape Room. Зборуваме сега за Escape Room од 2017 година, кој што за прв пат го разработи пред се концептот на 6 пријатели заглавени во соба со загадки, од која што треба во рок од 1 час да се ослободат. Тоа е ARG концепт за кој надолго и на широко сум ви говорил во текот на оваа емисија. Сега, да поконкретизирам, заради тоа што два филмови таа година се појавија со исто име, станува збор за филмот на Lionsgate, кој што го продуцираше за да го фати бранот на фамата на овие хорор феномени. И не е воопшто лош хорор филм, иако го преферирам истоимениот филм од 2019 година, кој гледам во кино, но има своја продукцијска вредност и овој филм пред се. Меѓутоа режисерот одлучи да оди еден чекор напред и дополнително да го истражи овој концепт во филмот кој што искрено беше жртва на ковид пандемијата, затоа што беше закажан да се прикаже во кино кога започна кризата, па некаде во јули играше, а некаде не, па одлучија од High Voltage да го достават ова лето на стриминг платформите за да се загуби трагата од делото кое што кога играше во кино беше именувана како Follow Me, што повеќе се однесуваше на концептот на следачите, тие што се го следат, односно каналот на дечкото кој што го слушнавте, а кога заврши на платформите, го преименува во No Escape, што па е поблиску до самиот чин на бегство од собите во кои доброволно влегуваат ликовите. Станува збор за дечко кој што постојано е опседнат со снимање на неговиот секојдневен влог и поради таа обсесија има потреба од нова содржина за да ги забавува пред се следачите, па заедно со своите пријатели оди во Москва да учествува во едно исклучително ARG искуство кое што е опасно, затоа што ги преминува границите на социјалниот медиум и пред се содржи животозагрозувачки практики. Ова искуство се реализира од во рамките пред се на класичните escape соби, меѓутоа излегува надвор од нив, затоа што е наменето и пред се е скроено за личните фобии и потребите на учесниците, кои во манир на торчер хорорите како Хостел и другите туристички филмови се наоѓаат во непозната земја за нив, странци се кои што стануваат комодитет за мачење и за стриминг на нивното измачување на жителите кои што би платиле за да гледаат како тие се измачени. Тоа значи дека покрај тоа што позајмува елементи од торчер хорор под жанрот со одличните справи за измачување се надополнува на филмовите за имерсивното искуство, како што беше на пример документарниот филм за Blackout или пак играниот филм Extremity на мојот пријател Антони Де Бласи, со кој што правев интервју за магазинот Кошмар, што па значи дека ова е сосема поразлично искуство кое што можеби е поблиску до филмот The Game отколку до самите соби за бегство. Искористени се слешер елементите, затоа што не е штедено на крв и пред се издржано е пристојното ниво на акција која што содржи, која го држи гледачот ангажиран до самиот негов крај, кој па сведочи за каков човек всушност станува збор кој што
одлучува да влезе во овие ARG искуства, затоа што кога се учествува во овие игри, учесникот се тестира пред себе си, својата издржливост и способноста за снаоѓање во незавидни ситуации под притисокот на истекувачкото време. Па на крајот се истражува нивото на толеранција и прецен нивото на издржливост на болка на самиот учесник. Под овој притисок секој на различен начин реагира, што е случај со самиот филмот, кој посакував да има малку поголемо ангажирање во градењето на ликовите и поголема инвентивност на стапиците, наместо подпирање на функционалните клишеа кои што се забележливи од други филмови, но забавните фактори се доминантни во ова дело, кое е погодно пред се за гледање во друштво, како што ликовите го искусуваат пред се доживеаното. Ема моменти во кои се накршува илузијата на играта, не сметаат тие на гледачкото искуство, но ако се воочливи за мене, тоа значи дека ќе ги забележите и вие. И снимен на страна на кинематограферот Джейсон Гудел, искористен е дури извелок од самиот филм Escape Room на режисерот во една сцена на почетокот на новиот филм. Интересен е потфатот пред се на субјективната камера со повремените влогови на ликот, така што тоа е дополнителен исчекор кон пооригинален концепт во поглед на веќе истрошените идеи на Escape собите. Нов концепт во хорор жанрот за кој веќе се снимаат па 5 филмови во годината и ретко кој нуди некој поразличен поглед. За жал брзо се истроши креативноста во контекст на овој феномен, па штом дојдат, значи found footage елементите и нивниот продор во еден поджанр, тогаш веќе се знае дека допрена е границата на амалгамирањето, како што порано се потенцираше во минатото. Кога мета елементите ќе влезат во игра, тоа значи дека идеите се истрошени. Денес со found footage аспектот можем да ја направам таа паралела. Сепак, јас имам некаква надеж за овој модерен хорор поджанр, кој одлично се надополнува на торчер филмовите од 2000-тите години, предводени од Пила и Хостел, меѓутоа потребен е посмел пристап за искористување на оваа клишетизирана форма за создавање на некакво си автентично дело кое што ќе остане за паметење. Но Escape ќе го задржи вашето внимание, тоа е дефинитивно, неминовно е, но прашање е колку ќе се издвои од баграта на слични филмови како него. Режисерот е навлезен длабоко во проблематиката на овој поджанр, па се надевам дека не му е здосадено истражувањето и поместувањето на границите и се надевам дека ќе има дополнително плодно истражување во иднината и ќе го збогати пред се овој поджанр со нешто што до сега сме го погледнале, може би во друг контекст, меѓутоа не во на начинот на кој што тој знае да го долови и да ги тестира пред се границите на издржливоста и како човекот би реагирал во тие застрашувачки ситуации, што и мене искрено би ме интересирало да погледнам. Во продолжение ќе слушнеме најавата за вториот хорор филм за кој што ќе ви говорам во оваа емисија, односно станува збор за филмот Scare Me. Scare Me е режисерско остварување на Джош Рубен, актерот познат по глумењето во комедии. Има снимено епизоди од ТВ серии и кратки филмови пред да го сними своето долгометражно деби. Работи на хорор комедијата моментално Werewolves Within и на серијата Green Berets Guide to Survival the Apocalypse. Во неговиот режисерски потфат глуми покрај Аја Кеш, која што ја знаеме како новововедениот лик Stormfront во ТВ серијата The Boys, кој има многу едноставна премиса. Филм кој што е фокусиран околу двајца странци кои споделуваат страшни приказни, додека се наоѓаат во една оддалечена колиба, насреде бура, со повремено исклучување на струјата, за да се долови комплетниот амбиент во еден хорор филм. Фреди Фени се харизматични ликови, Фред се занимава со маркетинг, кој сака да стане писател, а Фени веќе е авторка која што на една успешна хорор новела, која што веќе е бестселер. Тука настанува своевидна динамика за демонстрирање на моќ и надменост, што па говори за нивните погледи во поставеноста на машките и женските улоги во денешното општество, што не се ништо повеќе освен лечење на собствените фрустрации пред се, според мене. Меѓутоа, најзабавниот аспект на овој филм се самите прераскажани приказни, односно начинот на кој се доловени со помош на звучните ефекти и светлото. Наместо да погледнеме
антологија со парчиња кои што можеби би образиле некаков си омнибус, а рамката би биле буквално овие два носечки ликови. Тука режисерот прави еден различен подвиг, затоа што на гледачот не му нуди поглед во проектираните приказни, оставен е само на перформансот на актерот и актерката, кој верувам дека ако не им се допадне на гледачите, нема и воопшто да им се допадне филмот. И искрен да бидам, очекував во секој момент на почетокот на филмот, кога почна Джош да ја прераскажува таа клишетизирана врколачка приказна, да погледнеме некаков кич краток хорор филм. Меѓутоа, режисерот не ми го допушти тоа незадоволство и постојано се одрекуваше од прикажување на додатен снимен материјал надвор од куќата, постепено создавајќи клаустрофобично искуство, но вниманието го задржуваат пред се актерите не само со нивниот перформанс, туку и со нивните метатекстуални коментари на самиот хорор жанр, односно на предвидливите замки во кои што запаѓаат прераскажаните застрашувачки приказни нели околу оган, далеку од сечија помош, препуштени самите на себе си. Сега додека настанува ова жонглирање со вниманието и емоциите на аудиториумот, режисерот крие еден слешер пресврт, кој се реализира, според мене, предоцна кон самиот крај, па затоа можеме да установиме дека сме сведоци на една комедија пред се, која нагло прераснува во хорор филм во последниот чин, но штом режисерот се созидал себе си во ќош со камерна актерска екипа и една локација, нема да може да го истенчи трпението доста долго и според мен филмот се наоѓа во една незавидна позиција во која што ќе има, нужно е да има поделеност на гледачкиот аудиториум пред се. Филмот може да го најдете на стриминг сервисот кој што е наменет за хорор фанатиците, односно Shudder, кои го купија филмот од овогодинешното издание на Sundance во полноќната селекција. Бредон H. Бенкс е кинематограферот на делото и ова е уште еден хорор филм кој на преден план го поставува забавниот фактор отколку високата естетика, но е доказ па дека има и инвентивни начини на кои може да се пристапи на архетипот на прераскажување на страшни приказни околу оган, архаичен или концепт со кој што се заплашувал човекот од почетокот на човештвото, а ден денес е конститутивен елемент нели од хорор филмовите. Преминува од усни преданија, преминува во една друга уметничка гранка, како што е самиот поджанр на хорор филмот. Сега, октомври е месец на хорор жанрот, како што веќе напоменав, што значи дека секој ден се појавува десетици хорор филмови и потребно е многу добро филтрирање, затоа што не баш се е квалитетно. Само за пример, во првиот викенд од месецот се појавија 18 хорор филмови и ТВ серии од оваа жанровска провениенција, така што и јас се уште се обидувам да ги изгледам сите што ми се на располагање, ама од тоа што можам да забележам, дека во најава е тоа што сум гледал досега, барем овој Хелоуин, барем ќе погледнеме забавни хорор филмови со комични елементи, кои ќе го задржат нашето внимание во домовите, затоа што за надвор не научивме да носиме маски, што не научивме, барем на Хелоуин облечете, ако не го правите тоа секој ден, да се навратам пред се на погледнатото. Let's Scare Julie беше една real-time верзија на The Burbs. Dead of Me на Боусман беше туристички, култистички хорор филм. 12 Hour Shift на личната Бри беше луда крвава комедија. Do Not Reply беше заробенички филм. Меѓутоа, преживувачкиот Alone исто така го заслужи местото во 50-те најдобри хорор филмови на годината, но за тој филм ќе ви говорам во наредното издание на Макабре Филмфест, бидејќи ги покрива установените норми и тропи на survival хорор жанрот, но е заразен за гледање од прв до последен кадар, одличен хорор филм. А во текот на месецот ќе гледам што е можно повеќе хорор филмови, се надевам дека ќе имам уште едно издание на Макабре Филмфест, барем до крајот на месецот, за да ви прераскажам како сум го преживеал овој октомври. Јас не правам 31 ден на хорор, како што прават тоа луѓето кои што исклучиво гледаат хорор филмови во октомври, затоа што за мене секој
месец секој ден гледам по еден хорор филм минимум во денот, така што излишно е да истакнувам листи. За мене Хелоуин е буквално секој ден. Можеме тука да направиме една кратка музичка пауза и во продолжение ќе слушаме вториот стонер бенд за оваа емисија, односно станува збор за бендот Black Elephant, кој ова година го издаде нивниот нов албум, именуван како Seven Swords. Станува збор за бенд кој што свири комбинација на психоделичен, стонер, со комбинација на Doom, на Space Blues, на Hard Rock, на Fuzz, на Sludge, на препознатли во рок-н-рол 70-тите. Издаден за одличната Small Stone Recordings лейбл, бендот свири од 1995 година до ден денес, ако не се лажам, ова е четвртиот долгосвиречки албум по Befolchi Inside. Во 2012 го снима Spaghetti Cowboys, во 2018 одличниот Cosmic Blues, кој повеќе ми се допаѓа од нивното последно остварување, меѓутоа сепак е друга концепција со која што е работам, меѓутоа ќе го слушаме во текот на емисијата новиот самурајски албум на бендот кој што ни доаѓа од Савона од Италија, односно бендот Black Elephant. Од овој албум ќе ја слушнеме композицијата Berta's Flame, потоа The Last March of Yokozuna, Михара, и ќе ја слушнеме Red Sun and Blue Sun. Уживајте во композициите на Black Elephant и потоа се враќам во етер да ви говорам за една мелодрама и една комедија. Проксима е режисерско старување на Алис Винокюр, односно режисерката на Disorder и Augustine, нејзин трет долгометражен игран филм. Таа е исто така и сценаристката на одличниот Мустанг. Во незиниот нов филм Проксима глуми Ева Грин, астронаутка која се подготвува една година да работи на вселенската мисија на Интернационалната вселенска станица, која што е именувана Проксима. Самохраната мајка е разведена и живее со својата 8-годишна ќерка во Келн, меѓутоа штом се нафати на тешката програма да подлегне, во која таа е единствената жена, почнува да го чувствува товарот на нејзиниот грб, не само на работните задолженија и физички исцрпувања, туку и се рефлектира врз приватниот живот, кај што отсуствува од растењето на незината ќерка, што па предизвикува незадоволство кај космонаутката. Ева Грин е одличен избор за оваа улога, затоа што жената е полиглот и одлично се снаоѓа во секоја зададена ситуација, но и умее да демонстрира емоции по гладнокрвната фасада која што ја поседува, што се наоѓа од корист во филмот, во кој не смее да демонстрира емоционални изблици на работното место, затоа што тука е пред се Мет Дилан да ја осуди за незините способности и да ја омаловажи. Потребно се разбира, тој доаѓа со багажот на објективизирачки навреди, дека жените не ги бива колку мажите за да работат на овие вселенски мисии, па затоа ќе отстапат помало одговорност за неа, која според него би соодветствувала на незините способности, што се тешки глупости. И всушност представува само по себе еден феминистички потфат од страна на режисерката да ги посочи овие проблематики со кои што се соочува космонаутката. Меѓутоа таа го прекршува ветувањата кои што ги има дадено кон незината ќерка, затоа што незините задолженија како родител се косат со поварувањата на работното место. Таа дури ја прикрива болката на повредата која што има на ногата, само за да може да продолжи непречено со мисијата, не дозволувајќи да биде заменета, за да може да биде пред се узрок за многу млади девојки на кои цел живот им се кажувало дека не може да ги оствара нивните соништа, без разлика на нивната способност. Грин има многу должности за кои што се обидува да жонглира во овој филм, понекогаш подхлекнува, прави компромиси, понекогаш комплетно се посветува, но тоа пред се ја доловува човечката димензија на ликот кој го глуми, и филмот исто така е засилен од значајна европска актерска гарда, која што нели ја знаеме од Тони Ердман, ја знаеме од Персонал Шопер и од High Life, односно станува збор за актерката Сандра Хюлер и актерот Ларс Ейдингер. Кинематографер на филмот е Джорджес Ле Шаптуа,
од Севеч, Лос Перос и Планетариум, пред се и филмовите на Алис. За жал, овој филм не се најде во рангот на жанровските дела, затоа што представува пред се артхаус мелодрама за жртвите кои што ги прави родителот, за да може да има професионален просперитет. При тоа напуштајќи орбитата и останувајќи оддалечен од ќерката, не само пред мисијата и за време на самата мисија, таа е буквално физички отсутна од животот на ќерката, без разлика на тоа што таа е доведена до командниот центар, кај што ја подготвува пред се преморената Грин за предизвиците на мисијата. Гледаме како таа подлегнува на ригидните физички третмани, тестирајќи и границите на незината издржливост, за да биде пред се подготвена на најлошото. Одлични се сцените во базенот и пред се сцените во центрифугата. Тоа значи дека за разлика од First Man, Аниара, High Life и Ad Astra, овој филм се потпира исклучиво на семејната мелодрама, некако споменатите SF филмови, оставајќи ги пред се SF елементите да бидат само декорација на захтевните работни обврски, па затоа не очекувајте дека ќе гледате свој виден SF филм, иако има јасни индикации дека се игра на таа маркетиншка карта со материјалот кој што представува филмот. Разработена е пред се феминистичката проблематика за предизвиците со кои што се соочува мајката, која мора да бира дали ќе биде со ќерката или ќе лета надвор од земјата, но останатите родители исто така имаат нивни деца, така што ништо помалку од неа не прават дополнителни остапки во животот со нивното учество во Проксима, така што ќерката Стела не е сирак, има татко, но важно е да се напомене како што на крајот убаво е сосредоточено дека голем број на мајки учествувале во овие вселенски програми, двојќи се од нивните деца. Филмот ја имаше својата премиера на ТИФ, односно Интернационален филмски фестивал во Торонто, кај што се закети исто така и со награда, исто како и во Сан Себастијан, а потоа играше на AFI, Ротердам, во Палм Спрингс, во Гетеборг, во Даблин и играше и на домашниот Синедес, кај што не успев да погледам затоа што играше во Fly и се поклопуваше со една друга проекција. Многу имав погледнато претходно и е достапен да го погледнете во вашиот дом. Така што не очекувајте визуелна маестралност како што ја имаше во Гравити, туку задоволете се пред се со прикажаната љубов помеѓу мајката и ќерката која што е нераскинлива, дури и при напуштањето на орбитата, и тогаш ќе бидете задоволени од сето тоа што го поседува овој филм, кој што повеќе нели се наклонува кон мелодрамата и кон предсесемената драма, наспроти научно-фантастичните елементи кои што само се рамка на овој филм. Во продолжение ќе ја слушнеме најавата за комедијата The Binge. The Binge е режисерско остварување на Джереми Герелик. Стана збор за режисерот на The Wedding Ringer, односно има режирано претходно епизоди на ТВ серии и ТВ филмот The Tour, моментално работи на The Insane Laws и на Sick Day. Сними комедија која што именува The Binge, која ја ситуираше во свет во кој е забрането консумирањето на дрога и алкохол во текот на годината. Меѓутоа, постои еден отвор од 12 часа во текот на еден ден на годината, каде што се прогласува слободен ден во кој што можат сите учесници да бинџаат, колку што сакаат, недозволени субстанци. Во овој сегмент на емисијата ви представувам најчесто артхаус филмови, но овој пат ќе направам исклучок, затоа што комедијата е неправедно запоставена од моите колеги критичари и сметајќи дека е помалку важна од останатите жанрови, што нема да биде случај за тоа, како што ви напоменав во Данс е макабре. Именно концептот ќе ви звучи познат, затоа што беше составен дел од идејата која стои зад серијалот на хорор филмови The Purge, како и самата ТВ серија The Purge, за која што сум ви говорил на долго и на широко во оваа емисија. Меѓутоа, земена е самата таа слобода за 24 часовно убијање
преточена како дозвола за 12 часовна декаденција, половина од времето кое што е предвидено во Прч, кај што секој може да се изгуби себе си во наркотици и алкохол, се разбира ако има сила да го издржи тој напор. Таков е случајот со младите тинеџери кои што се обидуваат да учествуваат во ова пијанчење без крај и искористени се добро установените елементи на комедијата Супербед, затоа што и тука момчето во главна улога, глумено Скайлер Гисондо, кој го има во буквално во секоја возможна модерна комедија, од филмот Vacation дури до документарецот Social Dilemma, има задача да оди на тајна забава, која што во манирот на Ферис Бюлер Day Off се држи во тајност од директорот на школата, односно од Винс Вон, кој да ми ти имал и шарено лико. Минато во филмот, која што го дознаваме на самиот крај. Филмот е една лакрдија која е препорачлива да се гледа во друштво, затоа што е работена со урнебесен хумор, доведен до екстреми, со лепење на слепстик комедија до секој нареден скеч, малумна комедија пред се, тука морам тоа да го потенцирам, затоа што забавата не запира во овој филм. Едуардо Франко од American Vandal и сега веќе култниот The Package го има во филмот, што па значи дека се цели кон споменатите урнебесни творби во кои младите момци заглавуваат во незавидни ситуации. Има дури и изведба од мюзикл со соодветна лирика за потребите на оваа авантура и ако не ве насмевне барем еднаш, упатете се кај вашиот матичен лекар да ви препише поголема доза на апчиња за развивање на смисла за хумор. Секако не се сите шеги на место и нема да биде експлозивен хуморот со запамтливи фрази како што тако беше случајот во The Package и фрамозната Dicks Get Cut, Dicks Get Sucked, но уште еден продор во инфантилниот урнебесен хумор представува овој филм, кој е повеќе од потребен за бегство од реалноста на ковид кризата. И филмот е работен за стриминг сервисот Hulu, кај што може да го погледнете и да се изнасмеете. Кинематограферот на The Taking of Deborah Logan, Ендрю Хубешер, го снима овој филм. Се пие, се трипа и се пие уште повеќе во овој филм, додека последниот не колабира. Интересен е потфатот на злоупотреба на готов концепт од The Purge, се разбира со комична намена, што наместо да се прави неуспешна scary movie пародија, може да се присвои концептот за да се прикаже комедијата со незините пред се најсилни страни, наместо напразно да го пародизира жанровскиот филм, што е соодветно демонстрирано во ова одлично дело, кое уште еднаш напоменувам, му фали соодветна доза на впечатливи реплики, за да можам непречено да го цитирам додека сум излезен на кафе со моите пријатели. I'll have what she's having не е една од нив, колку и да се обидува филмот да ја наметне и да ја протне таа фраза како реплика за возвраќање на комичната ситуација, не го постигнува тој ефект. Меѓутоа, допуштете си една празноглава американска забава од време на време. За мене тоа представуваше филмот The Binge. Синеде си имам можност да ја погледам All the Pretty Little Horses, Цирку Флутуруес и Малмкрок и National Street, но нема снимки од овие филмови, така што не можам да ви говорам за нив, но можете да го погледнете, може би Енола Холмс, кој што има можност тоа да направам јас на Netflix, како едно комично авантуристичко остварување за сестрата на Шерлок Холмсом или Боби Браун од серијата Stranger Things. Тука може да направиме една кратка музичка пауза во продолжение на емисијата, ќе слушнеме композиции кои што се наоѓаат на самиот скор на Проксима, создадени од страна на Руичи Сакамото. Пред се станува збор за композиторот на култните The Last Emperor, на филмската адаптација на The Handmaid's Tale, потоа на одличниот Tokyo Decadence, на соработуваше со Брайан Де Палма на Snake Eyes и Femme Fatale, работи музика за документарецот Derrida, односно за играната форма, потоа за Silk, одличниот The Revenant, како и за епизодата Smithereens на Black Mirror, а оваа година имаше музика која што може да слушнам и за самиот скор на Staggering Girl, иако се уште немав можност да погледам тој филм. Во продолжение, значи, слушаме неколку композиции кои што се наоѓаат на одличниот амбиентален скор на филмот Проксима, кој што преовладува со меланхоличното
пијано и атмосферичниот призвук со кој што треба да се долови пред се потребата на истражување на собствените можности наспроти предизвиците кои што им нуди борбата за совладување на Вселената во оваа мисија. Уживете со прекрасните звуци на Сакамото. Макс Рихтер Sleep е режисерско стварување на Натали Джонс, која што е позната како режисерка на видеоспотовите на Мориси и на Род Стюарт и пред се на ТВ серијата Резист. Снима еден вообичаен документарен филм за невообичаен проект. Станува збор за Макс Рихтер Sleep, односно имено во овие како што слушнате динамични времиња, кај што френетично се обидуваме да постигнеме што е можно повеќе од зацртаните планови на агендата. Модерниот композитор на класична музика Макс Рихтер се обидува да ги истражи домените на еден чинител кој сите заедно го споделуваме, кој повеќе, кој помалку, односно станува збор за сонот. Макс сними 8-часовно музичко дело кое има медитативна примена наспроти побудите на хиперактивниот, хаотичен модерен свет кој ги поканува слушателите да се препуштат на амбиенталниот звук кој што го содржи. Ова е документарен филм кој најпрвин го опаќа незадоволството од приемот на соло албумите на почетокот на кариерата на Рихтер, иако е посветено големо внимание на нивното создавање, за потоа да се префрли на снимање на музика за филм како процес за плаќање на трошоците на живеењето. На неговиот целовечерен албумски потфат се нафаќа да го работи пред со помош на неговата сопруга, истражувајќи ги домените на сонот и резонирањето со различната фреквенција во поглед на звуците кои ги восприема слушателот. Албумот го изведува во живо на најразлични локации, кај што се поставени кревети за посетителите кои може да спијат на нив, да лежат, да седат, да се движат помеѓу, да слушаат, да разговараат, да прават што им е мило им драго, само за да го восприемат волуменозното и пред се претенциозно дело, кое за некој ќе биде најскапиот концерт кој што го имаат преспано. Кога рецензирам документарци, во емисијата предимство им давам на музичките, затоа што се поголема реткост и имаат пред се за мене поголемо значење затоа што допираат до две уметнички гранки, кои се двигатели конкретно и на оваа радиостаница и на оваа емисија, тоа е музиката и филмот. Така што ова е погодно место за анализирање на овој документарен филм, кој на моменти отскокнува од традиционалниот пристап на Talking Head документарецот, сведувајќи се исклучиво на поимањата на Макс Рихтер и создавањето на неговата музика, со повремени изјави од сопругата и пријателите, но изоставени се музичките експерти и музичарите. Изведбата на албумот во живо е мако трпна, иако камерниот ансамбл има неколку паузи за време на изведбата на поедини музичари, кои се симнуваат од бината, но Рихтер свири пијано 7,5 часови без престан, земајќи си пола саат пауза додека гудачите свират. Тој зема пауза да се напие кафе, да изврши физиолошки потреби и да се прошета низ слушателите и заедно со нив да може да ги согледа соничните димензии на неговото дело и заемно да го восприеми, што е ретка можност за него, успевајќи да допре до манифестираните емоции на неговите предслушатели. Затоа и самото дело на крајот има еден катарзичен епилог. Несомнено дека ова е екзибиционистички потфат кој ги тегне границите на издржливоста, но интересно е тоа што секој слушател на различен начин ја гледа пред се творбата, па дури има една слушателка која што води дневник на незините иманентни и на екстерните согледби. Филмот играше и на овогодишното издание на Македокс, играше и на Dogs Against Gravity и на Sundance. Така што е едно уникатно остварување на различен начин на поимање на музиката и незината пред се примена и намена во животот на незините слушатели и како таа воспоставува некаква корелација со нив и како им влијае на таа една третина од денот кој што сите ја споделуваме, кој повеќе, кој помалку на сонот. Барем јас знам дека во последните неколку денови го добивам што е можно помалку и буквално само што се обидувам да го слушнам овој албум, дефинитивно ме фрла на домените на сомнабулното патешествие, така што е одличен начин за спивање.
ги изгледа филоцитниот терапевски филм на Јодоровски, односно Psycho Magic, Healing Art, панкерскиот The Go-Go's, рокерскиот Liam Gallagher's As It Was, геймерскиот Console Wars и уникатната докуфикција Bloody Nose Empty Pockets, како и Boys State, филмови кои што играа на Sundance, но за нив ќе ви говорам во некоја наредна прилика на емисијата, со оглед на тоа што можам да издвојам само еден документарен филм кој што би подлегнал на анализата, а за оваа емисија исправ тоа да биде Max Richter Sleep. За крајот на емисијата ќе слушнеме јавата за одличниот The Sweet Hereafter. The Sweet Hereafter е режисерско старување на Атом Егојан од 1997 година. Егојан е канадски режисер кој претходно ги има снимено Next of Kin, Family Viewing, Speaking Parts, The Adjuster, Calendar, Exotica и краткиот Portrait of Arshil, а по филмот ги снима Бахчело Suite 4, односно Сарабанде од Yo-Yo Ma, Inspired by Bach, пред да го сними филмот Felicia's Journey. Значи се наоѓа филмот помеѓу овие два изблици. Низ текот на мојот живот ми се пресретнал патот со филмовите на Егојан, но најчесто тоа било проследено со недоволно внимание од моја страна, вон контекст на прекурсорите на неговата препознатлива визуелна естетика, па затоа одлучив ова лето да погледнам десетина негови филмски остварувања, еден своевиден реминесцентен маратон на филмографијата, за да се подсетам на неговите квалитети со кои придонесе на филмската преција естетика, но и да пополнам големи дупки кои ги има оставено во моето гледачко искуство. Само на тој начин можев да ги согледам неговите фасцинации со снимање, односно архивирање на животот на ликовите во самиот филм, како обид за доловување на спомените на камера, не дозволувајќи да бидат заборавени, без разлика дали се добри или лоши, потоа справувањето со траумите на специфичен метод на нивно преживување, константно и тоа, како и патење од последиците кои ги имаат самите предизвикано. Се присетив дека Екзотика сум го погледнал на телевизија на некој од полноќните еротски маратони, но ништо нема еротско во третманот пред се наголотија во него, освен можеби во сцената во која што учествува и сопругата на Егојан, која глуми скоро во секој негов филм, вклучувајќи го и The Sweet Hereafter, кој го издвоив поради неговата невообичаена, искршена пред се нелинеарна структура, затоа што во него демонстрира неколку филмски мајстории кои голем број на режисери ги немаат совладано, а мене ќе ми биде за пример според кој ќе ги судам неговите дела и нивните пред се. Најпрвин, најочигледното, непречено преминување низ конструктот на времето како инстанца, кај што прекрасно ги прелева настаните од минатото со тие од сегашноста, во кој еден адвокат оди да ги застапува оштетените родители кои ги загубиле нивните деца во сообраќајната несреќа, настаната поради излетувањето на автобусот надвор од патот. Меѓутоа, адвокатот дознава дека има многу премолчени тајни во малото градче. Имено Егојан е мајстор на нижењето на животните саги на ликовите, односно успева да направи десетина ликови да бидат повеќе слојно прикажани и запамтливо доловени, не баре се наоѓаат во вашето непосредно окружување, со само кратко епизодно појавување, што е една од најтешките сценаристички должности на еден автор. Успева да продре до хуманата димензија на неостварените потреби на луѓето, до нивниот потиснат очај и огорченост, но и да се послужи со пресврти во кои тајните испливуваат на површина, нивните нереализирани пориви и љубомората, што е драстично поедноставено и поневпечатливо во неговите последни филмови, иако потенцирам дека Guest of Honor е чекор напред во правата насока, филм кој го рецензирав во мојата емисија Видеологија. Господар е на времето, овој автор на трилери со сомнително, понекогаш абсурдно действие, но начинот на кој што ги крши временските координати за да се создаде овој мозаик на судбини, именуван како Sweet Hereafter, ќе биде најголемата придобивка која што ете ќе ја понесам со маратонот на филмовите на Егојан. Искрено ми останаа неколку уште за прегледување, на прсти се бројат и ги штедам за да ми бидат сладок деликатес со кој повремено можам да ги почастам моите очи и мозок, дела од раните 2000-ти и почетоците на неговата кариера од крајот на 80-тите.
Топла препорака е ова дисекција на малиот град во Sweet Hereafter, доловена во ненадмиливиот филм од 97 година за неговата непосредност во одоловување на преживеаните трауми пред се, кои што се длабоко вткаени во животите на ликовите во малото градче. Пол Сароси е директор на фотографија на сите негови филмови, Сара Поли е миленичката на режисерот, која што се докажува во овој филм со една круцијална улога, покрај улогите на Јан Холм и Брус Гринвуд, кои што секогаш си наоѓаат место во неговите дела номинирани за 2 Оскари, самиот е Гојан и добитник на неколку палми на Кан и пресе награда за жирито и награда од Фипресци. Така што ова е исклучително филмско остварување кое ги содржи најдобрите квалитети кои што веќе ви ги напоменав, дека и поседува самиот Атом Егојан, така што доколку не сте запознаени со неговата кинематографија, Sweet Hereafter е одличен пример за како да се започне истражувањето во домените на квалитетите на неговите прекрасни зачудувачки филмови. Тука ќе го завршам изданието со тоа што за крајот на Дансе Макабре ќе слушнеме музика од споменатиот албум Sleep на Макс Рихтер, односно станува збор за композиторот на филмовите Waltz with Bashir, Womb, Perfect Sense, The Leftovers ТВ серијата, Lore, Morgan, епизодата на Black Mirror, Nosedive, музиката за Arrival, Miss Sloan, Табу ТВ серијата, Hostels, Never Look Away, Mary Queens of Scott и Ad Astra се само неколку филмовите на кои што тој го има вметна неговото пијано и создадено неговите композиции, а за самиот крај на емисијата ќе слушнеме Dream 2, односно Entropy, составен дел од неговиот импозантен албум Sleep. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 446-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте филмови и плашете се. Чао!